И сега вие сите ја погледнавте алатката, ама не ги видовте овие. Дали ги гледате сега? И дали правите разлика помеѓу овие и помеѓу овие? Овие се како изљуштени. Овие се гледа дека се удирани. Тука удрил, па 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 тука удрил. И добил цел еден работен раб на алатката. И сега, ние кога почнуваме да ги анализираме, викаме. Прво, на што подлога е? Што е ова? Одбиток, сечило. Така? Значи, еве, одбиток, сечило, риме, национален одбиток, јадро, скршено парче, неопределено, но генерално можат да се определат. Значи, ова е сечило. Добро. Далje, следната категорија. Кој е тип на алатката? Сега за типовите на алатки, последниот час, бидејќи баги ги има, меѓутоа, овдека имаме едно ретуширано сечило. Значи, тип на алатка ќе биде ретуширано сечило. Не некој посебен тип. Далje, имаме локализација на ретушот. Што рековме? Ова е проксимален, мезијален, дистален дел. Кај се наоѓа? Во проксималниот и во мезијалниот дел. Значи е лоциран. Потоа, ориентација во однос на оската на одбивање. Значи, може да биде трансверзален или латерален. Овој каков е? Латерален ретуш. Значи, не е вака, него е ретушот вака. Латерално, тоест странично. Положба на ретушот. Има неколку положби на ретуш. Значи, кога е на дорзалната страна, се нарекува директен. Кога е на вентралната страна, се нарекува индиректен, а може да биде и комбиниран. Тога се нарекува алтернативен. Значи да биде тука и да биде тука. Или да биде тука и да биде тука. На ист раб. На ист раб, на различен раб, ама мора да биде и од едната и од другата страна на артефактот. И тоа е тоа. Потоа тек на ретушот може да биде до тука, па да престанал, па да биде до тука. Значи има континуиран и дисконтинуиран. Во овој случај имаме континуиран ретуш. Така, се мери сега аголот. Значи повторно, значи аголот помеѓу ова и помеѓу ова. Дали е плиток, дали е стрм или полустрм. Кај различни истражувачи различно ќе видите, меѓутоа генерално има некоја категоризација. Ни сведочи под кој агол го ја држала алатката со која што го правел ретушот. Потоа имаме форма на ретушните негативи, какви се правилни, неправилни, паралелни, затоа што знаете имате вие, например, вакви ретуши. Феноменални, како ние со ултренски нешилци. Значи, дури ги контролирал по форма, по удар, по силина, по се. Ова е еден континуиран некој крш ретушни со неправилни ретушни. Значи, ова се ретушните негативи. Неправилни ретушни негативи. И каква е формата на овој раб? Формата, која што ја добил при ретуширањето, некојаш може убаво да го закачи, значи одбитокот или сечилото, па при ретуширање да направи раб. Да го вдлабне или да го прошири или да го намали. Во овој случај имаме